Не стивнуваат реакциите на академската фила за предлог законот за употреба на јазиците. Академик Катица Ѓулјавкова преку својот Facebook профил бара да се повлечат понатамошна постапка законот за јазиците кој е во второ читање во собранието и следува амандманска расправа. Ѓулјавкова пренесува став на дел од членовите на МАНУ и други стручни лица кои бараат законот да се повлече на тамошна постапка. Предлогот на некои членови на МАНУ и представници на стручната заедница од Република Македонија да се повлече од натамошна постапка предлог законот за употреба на јазиците и евентуално да се пристапи кон измена и дополнување на постојаниот закон за употреба на јазиците, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа 2008-2011, затоа што со истиот тој закон веќе се остварени политички заложби на рамковниот договор и се конкретизирани решенија од амандманот 5 на Уставот на Република Македонија, поврзани со унапредувањето на статусот на албанскиот јазик и на јазиците на другите заедници во Република Македонија. Според нас, прашањето за употребата на албанскиот јазик во Република Македонија и јазиците на другите заедници, општо гледано, е правно затворено. Академикот Божин Павловски бара законот за јазиците да се одложи за најмалку 3 години. Тој во својата колумна за Плюс Инфо апелира до пратениците да го одложат како што вели овој штетен закон, додека не се пронајде квалитетно решение за правата на секој граѓанин во Република Македонија. Сегашниот состав на македонскиот парламент има историската шанса да носи закони со јасен граѓански презнак и ќе биде жално доколку тој ја направи фаталната грешка со претворањето на Република Македонија во бинационална држава и со тоа инспирирање на нови и понови авантури, национални. Напротив, граѓанскиот концепт за кој сладкоречиво говори премиерот Заев треба да се приграби како вистинска шанса за излегување од големата економска и друга заостанатост која се користи за манипулирање со чувствата на граѓаните. Според универзитетската професорка Билјана Ванковска пак мора да се бара политичка одговорност за непочитување на деловникот на собранието. Во статус на Facebook Ванковска оценува дека законската иницијатива е инвалидна и затоа мора да се повлече. На овој пример ќе се тестира владењето на правото, или го има или го нема. Ако законодавниот дом го крши, тогаш што да се каже за другите институции? На ова предупредувавме и ние од академската фела, но и опозицијата. За жал, медиумите и новинарите беа политички коректни и не го истражија ни она што го гледа и студент по право од прва година, пишува Ванковска. Академската расправа за законот за употреба на јазиците во Комисијата за европски прашања, која требаше да почне вчера, беше одложена од председателот на комисијата Артан Груби, бидејќи според него имало поприоритетни реформски прашања. Тој негира дека одложувањето на расправата е поврзано со изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан, кој порача дека законот за јазиците не е приоритетен и не е од национален интерес. Груби најави дека расправата за овој закон ќе се врати во собранието до крајот на годината.